Ајде здраво живо, почитувани гледачи! Ве поздравувам сите од комплексот Етно село Тимчевски со целата наша екипа и со нетрпение очекуваме да бидеме заедно ние и вие со новиот рецепт на денот. Денеска навистина имаме еден многу интересен, брз, неверојатно брз специјалитет. А додека направите вака ќе се изеде. Ме подсети на една моја комшивка, пред можеби повеќе од 10 години, толку ми беше смешно, да вика, леле, вика, ќе ти дадам еден рецепт за пилешки крилца. И вика, мажот ми дома секој втор ден, со другарите ќе одам таму, има пилешки крилца, ќе гледаме утакмица, леле како ги прават во ресторанот, леле колку се убави. Вика, јас почнав по сите пријателки да барам рецепт за вкусни, крцкави, пилешки крилца и да му направам, вели таа, на сопругот и да остане дома, да не оди во кафеана. Толку се изнасмеав, толку ми дојде симпатично и кажав, дајте ми го рецептот. Она вика, како сум ги погодила, какви се крцкави, рпкат, вика, а внатре меки како души. Ја прашав, викам, а дали навистина престана да оди во кафеана? Таа вели, не, вика, пак се, вика, тугите поубави. Драги мои, ќе го споделам со задоволство овој специјалитет со вас. Откако го научи, верувајте дека многу често си го правам дома. Не треба ништо посебно, значи, за да имате, единствено да имате пилешки крилци, да имате ниет што се вели, да го направите. Значи, ви треба 1 килограм пилешки крилца. Дозата е за 1 килограм пилешки крилца. Претходно измиени и ќе земете во кујнска хартија да ги исушите, да не се со вода, кога ќе почнете да го правите и преливот и така натаму. 4 супени лажици павлака, да биде полно масна, 20% масленост да има. 1 супена лажица кетчап, баш оној купечкиот кетчап. Овдека не поминува она салце или домашен кетчап ако ставите, туку оној силно концентрираниот. Од зачини ќе ви требаат сол, 1 супена лажица црвен пипер, 4 до 5 чешња лук ситно насечкани, малку орегано и половина кафена лажичка кари зачин. Сега, ако ставите орегано, не ставајте кари. Ако ставите кари, не ставајте орегано. Мешан сув зеленчук, малку буковец и малку масло. Масло од прилика колку половина филинџал, значи 100 мл. 100 мл масло. Сега одиме на следниот начин. Треба да имате еден сад во кој што се тоа ќе го изматите. Павлаката ја ставаме во сад. Тука ставаме малку сол, 1 прстоват, а после ќе ставиме сол и на крилцата. Ќе го ставам кетчапот. Така. Ќе ставам црвен пипер. 1 цела супена лажица. Лукчето го ставам. Ми се допаѓа, ќе ставам кари наместо орегано. Мешан сув зеленчук, малку буковец, и ќе ставам масло. Тука може би додека сето ова се измати, се измеша убаво, да се спојат сите зачини, може би 50-60 мл, а останатите после за одозгора.
Значи, ќе си имате вкусно мезе, за убаво македонско пивце, винце, за муабет со пријателите. А се печа цена се околу 20 на минути на 250-220 степени. Еве го филот за препелкање со сите зачини. Може уште малку масленце да му ставам. Ако сакате и ако сте љубители на врело масло, можете кога ќе ги направите и да ги жижнете од озгора со врело масло што врие. Така. Сега филот ни е готов за препелкање. Претходно си измиени крилцата, сега им ставам сол. Уште малку сол и вака ќе ги промешам. Уште малку сол. И благо масирајте ги крилцата. Имајте си една тепсија со хартија за печење и сега почнуваме да ги мачкаме. Така, само од озгора мачкајте ги и редете во тепсијата. Тука веќе рацете се важни, тие работат. Еве овие што ми се останати, ќе ги ставам во филот и вака ќе ги направам. Ќе гледам да направам место за сите да има, да не ми останат само 2-3 така. Ево, уште 2 имаме, па ќе ги средам некако. Таман ќе си има место за уште едното. И сега, со лажицата, тоа што ми е останато, ќе го доставам од озгора. Убаво да ги изнамачкате. Значи, се што имате, што ќе остане, ставете го од озгора. А вие, драги мои, ако го направите овој рецепт, ќе ни кажете како ви се допаѓа, дали баш онака ви се прави меракот за овој рецепт. Рерната е веќе вклучена на 250. Одам сега во кујната да го испечам овој фантастичен специјалитет пилешки крилца
по-специјален фил од црвен пипер, павлака и сите други суви зачини. Нашите сладки, вкусни, крцкави крилца. Ова е сега баш, уште топличко, што туку ги извадивме од рернат. Се топат во уста, значи се топат. Токму тоа што ви го кажав, крцкавото од озгора, а внатре месото меко како душичка. Ги послуживме со сос од метиот сем, со патлиџан, сос од патлиџан или кетчап. Значи што сакате, нека биде тоа по личен ваш избор. Ова е одлична идеја, значи токму денеска да го направите. Прекрасно. Драги мои, јас ве поздравувам до следната емисија Вкусот на традицијата и како велат, животот нема време, не ни дава можност за реприза, затоа што секој ден е премиера и затоа внимавајте како ќе одиграте представата денеска. На здравје до следната емисија.